300 украински бегалци се регистрирани во Македонија, а околу 1000 други имаат статус на туристи и не можат да си ги остварат основните права тука. Да ги запишат децата во градинка или училиште, да најдат работа. Соопшти денеска заменик на родниот правобранител. Вели, владата пред неколку месеци најави решенија, но се уште ништо не е превземено. Ги повика институциите на посериозен пристап. Со статусот кој што го имаат моментално кај нас, лицата немаат можност да пристапат на пазарот на трудот, односно не можат да дојдат до вработување и следствено на тоа не можат да остваруваат собствени извори на приход. А тоа е сериозен проблем. Сметам дека државата, пошто веќе поминаат 3 месеци од како имаме бегалци од Украина во Македонија, треба сериозно да пристапи на ова прашање и не само да се оди на варијанта посета на Киев и фотографирање, туку треба да се пристапи кон изнаоѓање на конкретни решенија за овие проблеми. Тој додаде и дека во крајбрежните хотели во Бугарија се сместени околу 100.000 украински бегалци, кои со почетокот на туристичката сезона повторно ќе бидат раселени и се очекува голем дел да се упатат кон Македонија. Андоновски заедно со украинската амбасада во Македонија и Сдруженијето на украинци спроведува хуманитарна акција за луѓето во Украина. Со вашите луѓе тука, кажат, ние сме мала земја, но ние одговараме, секој пат одговараме, но вие имате големи срца. И само токму ова ситуација сега покажува дека прави пријатели се пројавуваат во тешките времења и јас се надевам дека и ова акција како дел од целосна поддршка на украинците сместени во Северна Македонија ќе биде продолжена. Според председателот на Сдруженијето на украинци во Македонија Олександар Убрановиќ, за овие 4 месеци, колку што трае војната, од Македонија се испратени над 14 камиони хуманитарна помош за украинскиот народ.